Секој сака да излезе убаво на фотографија или видео. Ама чиста слика од нас, а и од нашето возило, посакува и полицијата. Не за спомен албум. И треба заказнување преку, како што се наречени новите камери, технички средства и уреди за снимање. Само на раскрсницата меѓу булеварот Партизански одреди и Рузвелтова инсталирани се 6 камери. Сите го носат логото на испроизводително, затоа малку подоцна. А на Партизанска има уште 10 други раскрсници, 15 на пешачки премини и 2 кружни текари. Тие раскрсници, пешачки премини и кружни текови се распространети долж речиси 6 километри на булеварот Партизански одреди. Еве каде, барем за сега, утврдивме дека има нови камери. 4 се поставени, а сигурно ќе има уште 2 или уште 4 на раскрсницата кај Соборниот храм. Уште 4 има на пешачкиот премин кај Универзална сала. 6, веќе ги споменавме, на раскрсницата со Рузвелтова. Следните камери, 6 на број, се на раскрсницата кај болницата Букурешт. Последните нови камери што ги воочивме на терен се на мостот Обединети нации, единствено тие не беа поставени на место каде во непосредна близина има семафор. Или, само на Партизанска веќе има 22 камери, а Скопје има, некои пократки, некои подолги, уште 25 булевари. Лесно е да се предпостави дека тоа значи уште стотици камери. Сепак, нивното поставување не е големата новост. Веста е дека МВР ја почна процедурата за измена во повеќе закони кои ќе овозможат да се казнува со фотографија или снимка од камера. Според досега објавените нацрт измени на законите за безбедност во сообраќајот и законот за прекршоците, процедурата преку примерот на камерите за регистрирање минување на црвено светло на Рузвелтова ќе изгледа вака. Камерите истовремено ќе го снимаат сигналот на семафорот и табличката на возилата. Па кога некој ќе помине на жолто или црвено, ќе има визуелен доказ и од возилото и од прекршокот. За одредени прекршоци ќе има фотографија од лицето што го управува возилото. Потоа, според нацрт измените во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, на собственикот на возилото со кое е сторен сообраќаен прекршок документиран со соодветни технички средства и уреди за снимање, му се доставува известување со линк за преземање на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог и фотозапис со кој е документиран прекршокот. Известувањето со линкот ќе стигнува како текстуална порака на телефонот на собственикот на возилото или на неговата електронска пошта. Ако некој не го отвори линкот, според измените на Законот за прекршоците. По истекот на рокот од 8 дена од испраќањето на второто известување за преземање од линкот се смета дека доставата е извршена без преземање. Ако собственикот на возилото и натаму ја игнорира казната, глобата ќе му ја наплати извршител, а зависно од прекршокот, по судска постапка ќе може да ја загуби возачката дозвола. Во случај пак, собственикот на возилото да тврди дека тој не возел во критичниот момент, има две опции. Лично да дојде во Министерството за внатрешни работи заедно со лицето кое во време на сторување на прекршокот управувало со возилото, при што лицето дава известување дека во време на сторување на прекршокот управувало со возилото. Тој или лицето кое го управувало возилото во време на сторување на прекршокот во МВР да приложи изјава заверена на нотар дадена од лицето кое управувало со возилото, со која истото ќе потврди дека го управувало возилото во време на сторување на прекршокот. Овие одредби, заедно со фотографија од возачот таму каде ќе ја има, треба да гарантираат дека казната ќе му биде припишана на оној што на вистина го управува возилото. Или, барем на хартија, нема да има начин како да се избегне одговорност, но намалувањето на човечкиот фактор и автоматизацијата секогаш имаат и добри и лоши страни. Граѓаните што ние ги прашавме сепак, велат дека натежнуваат добрите. Ја мислам дека конечно тој систем би требало да проработи. Искрено се надевам дека ќе има повеќе ред, помалку прекршоци и најверојатно ќе се зголеми безбедноста на сообраќајот. Се согласувам нормално. Треба да има тоа. Треба, да. Повеќе сум за да има, меѓутоа не секогаш да биде автоматски. Кај појдете во било кој западноевропски земји, па дури во Америка сум биле, и има така. Меѓутоа е присутна и полицијата на терен. Јас не гледам овде по цела Партизанска еден, еве да кажам, полицаец или сообраќајно било што, во кој што ја регулира. Пак може да забележите дека има
многу прекршоци. Smatramo da bi sve što je nepropisno trebalo da bude što više kažnjivo, da bi ljudi više obraćali pažnju. Ne znam kakva je situacija kod vas, volili bismo da se pooštre zahtevi u autoškolama i da se u autoškolama malo više uči o tome kako biti bezbedan u saobraćaju, ne samo poštovanje saobraćajnih propisa. Еден аспект поврзан со камерите што досега не е експлоатиран јавно е кој ги купи, од каде, за колку пари. Сите овие детали се тајна, бидејќи не станува збор за постапка и договор кои се транспарентни. Познато е само дека процесот го почна минатата влада, ако продолжува сегашната. Но, и не треба човек да биде гений за да види чие производство се камерите. Го пребаравме текстот Татиле, испишан на кукиштето на камерите на интернет и дознавме дека тоа е име на италијанска компанија која нуди системи за надзор за различни потреби. Листајќи го нивното портфолио на производи, најдовме камера со идентичен распоред на објективите, сензорите и испис на кукиштето, како на оние на раскрсницата меѓу Партизанска и Рузвелтова. Името е, во превод, паметна камера за црвено светло. Еви видео презентација како работи камерата заедно со софтверот. Според описот на производителот кога се во прашање прекршоците, конкретната камера може да регистрира само поминување на црвено светло, но има и други намени, преку способноста да ја препознае секоја регистарска табличка, не само на тие што прават прекршок, па е многу корисна за безбедносни цели, пишува во каталогот. Производителот сепак нуди надградби, додатоци и други типови камери што можат да се комбинираат во рамките на еден систем, а кои можат да делат казни дури и за забрането свртување. Веројатно, различни камери ќе служат за различни казни. Колку чинат е потешко да се дознае. На сајтот на производителот нема цени. За конкретниот модел не најдовме цени на друго место на интернет. Но, најдовме на цените на други производи на Татиле. Моделот Vega 53, кој има речиси идентични карактеристики како оние на паметна камера за црвено светло, чини од 6 до 7.000 евро по парче, без ДДВ, само за камерата. Татиле може би не е препознатливо име за широката јавност, но е присутна дури и во комшии. Само во регионот, во последниве година две нејзини производи купиле – Србија, Република Српска, Турција и Грција. Некаде камерите се запатарини, некаде за зголемување на безбедноста. Зашто се ке сликаат кај нас? Ке се дознае од 1 јануари, кога ќе влезат во сила законските измени што ќе дозволат казнување преку, како што МВР ги нарекува камерите, технички средства и уреди за снимање.